Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пред нас е една од најтешките зими поради глобалната економска и енергетска криза. Постои недостаток од енергенси и електрична енергија и превисоки цени поради војната инвазија на Русија врз Украина. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата преку институциите кои ги предводат и владата превземаат навремени мерки за заштита на стандардот на граѓаните и обезбедување на соодветно количество енергија и храна за предстојната зима. За граѓаните да бидат заштитени, да може да го издржи притисокот семејниот буџет, владата, односно државата, обезбедува субвенционирање на 80% од цената на сметката за струја на граѓаните. Тоа е сериозна мерка, со што граѓаните плаќаат само околу 20% од цената. Во овој момент сите граѓани, но и 72.000 мали потрошувачи, а тоа се помали приватни компании, добиваат 80% субвенционирана цена на електричната енергија. Зголемено и домашното производство на струја се ставаат во функција сите расположиви капацитети и енергетски потенцијали, како и од новите обновливи извори на енергија. Со последната одлука обезбедени се нови 50 милиони евра на ЕСМ, за да може дополнително да го зголеми производството. Со ребалансот на буџетот резервиравме 76 милиони евра за нови мерки за помош. На сила се и мерките за заштеда на струја. Преку иницијативата Отворен Балкан се развива и регионалната соработка во делот на енергетиката и взаимната помош на трите држави за справување со кризата. Тоа е одговорно и државнички во време на светска економска криза. Од друга страна, ја гледаме опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Седат на страна, кочат, најавуваат нови блокади на собранието, одмагаат, наместо да им помогнат на граѓаните и на државата. Тоа е истиот тој Мицковски, кој останува запаметен како најнеуспешен директор на ЕЛЕМ и советник за енергетика во владата на Груевски. Во времето на ВМРО ДПМНЕ и Мицковски, без енергетска криза и со многу ниски цени на светските берзи, цената на струјата беше зголемена за 100%, а се набавуваше електрична енергија по цена 3 до 4 пати повисока од пазарната. Очекуваме пратениците на ВМРО ДПМНЕ да се вразумат, да ги стават интересите на граѓаните на прво место и да делуваат конструктивно во време на глобална економска криза. Благодарам.